Единственото место во САД, каде децата на македонските иселеници учат јазик и македонски танци, е една црква во Детройт. Прилог на Јане Бојаджиевски. Во црквата раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајц, 70 деца во две групи го изучуваат македонскиот јазик. Интересот е голем поради предизвикот да се совлада кирилицата во земја која има различно писмо, велат родителите. Птица убава во разни бои, среде езерата тие стои. Дали златно рече рони колесонот и ивани. Ти знаеш? Баба ми каже. Ленче бере цвечиња да се оплете венчиња, едно венче сплела за сестра Елела, другото венче ќе го носи Ленче. Снежана Матовски на децата им предава македонскиот учебникот Запознајте ја Македонија, одобрен од Министерството за образование на Република Македонија. Како изгледа еден час? Денеска, например, како што споменав, ќе вежбаме опишување на предмети. Значи, да дадат опис, например, на некој предмет, да го опишат, потоа да се обидат да го напишат тоа писмено. Според Матовски, изучувањето на македонскиот јазик за децата е предизвик, затоа што повеќето го говорат само англискиот. Часот продолжува. Децата на македонските иселеници во Детройт продолжуваат изучувањето на македонскиот јазик. Секој петок во 7 часот продолжува наставата. Катерина Димеска, благајник во Кут танец од Детройт, говори за мотивите да се изучуваат јазикот и ората во туѓина. Ако родителите си го чувствуваат уште она македонското, тогаш и децата одат и сакаат да го знаат македонското. Има голема заинтересираност. Сите деца што ги имаме моментално се стварно доста заинтересирани, е гордост да се гледаат кога настапуваат, например. Во изминатите година и половина, децата учат ора како копачија, водарки, средсело, тропнало и жетварка.